Како што ви најавив, господја Молеровиќ ние тука и со неја разговараме токму на тема врсничко насилство. Кажавме дека долго време сте и присутни во медиумите и апелирате за сите оние проблеми со кои што се соочуваат и учениците, меѓутоа и генерално образовниот систем, а сега се отвора темата и врсничко насилство. Каква е состојбата? Што вие имате забележано од она што се гледа на терен? Па знаете што, за жал, врсничкото насилство е еден глобален проблем, мислам светски проблем, не е само кај нас, меѓутоа ние сме сепак држава од помал развој, па може многу побрзо и полесно да слушнеме што се случува околу нас. Тоа е една загрижувачка состојба, која што ние возрастните сме должни да ги заштитиме децата. Значи децата бараат поддршка и помош од нас возрастните. Ако имаме во предвид дека децата се заштитени со конвенциите за заштита на правата на децата, сме должни да им обезбедиме безбедни средини. Безбедна средина за учење, безбедна средина за престој, она што се однесува до училиштата. Ако тоа не успееме да го обезбедиме, значи ние сме си ја потврлиле нашата работа. Што ние правиме? Наша цел, зборувам сега, претпоставам и знам дека сигурно сите мои колеги кои што работат и раководат со образовна институција, поминуваат низ истиот предизвик. Како и на кој начин да ја поткренеме свеста кај нашите деца, кои видови на насилство да ги детектираат, да ги препознаваат, како да ги препознаваат и она што е најважно, да ги охрабриме да зборуваат. И психологот кажа дека еден од најголемиот проблем е непријавувањето. Знаете, децата мораат да бидат храбри, а ќе бидат охрабрени доколку и дома нивните родители задолжително секојдневно по враќање од училиште во текот на едно слободно време кое што ти си го одвоиле, а треба да го одвојат задолжително, мора да најдат време затоа што времето е еднакво на искажување на љубов кон своите деца. Кога во еден краток период на разговор тие треба да откријат родителите што се случува со нивното дете. Тие прво треба да препознаат ако некако има некој однесување кое што за нив е симптоматично, некакви модринки, не дај Боже, ме разбирате, тажно е, не може да спие, не му се доаѓа на училиште, тоа се веќе првите симптоми за кои што треба да се разговара. Затоа што кажав, децата не со задоволство зборуваат за сето она што го доживуваат во училиште. Најчесто полесно им е да премолчат, најверојатно. Па знаете како, за жал, знаете, децата, како велиме, се сурово искрени и може да бидат сурово да умеат да навредат без да бидат свесни да го нема тоа чувство на емпатија што другиот чувствува. И тоа најчесто го прават можеби и од забава, меѓутоа јас сметам дека тоа највеќе го прават оние кои што покажуваат насилство и кои што се агресивни кон своите другарчиња. Тоа е најчесто симптомот на кој што ние возрастните треба да ни биде еден аларм, да разговараме и да видиме што се случува со тоа дете. Знаете, ние сме имале неколку такви случаи каде што сме препознале дека нешто се случува со детето по разговор со неговиот наставник, со други наставници, па ќе ги повикаме да разговараме, па ги бараме родителите, па разговараме со нив да откриеме зошто, која е причината за ваквото однесување. Што најчесто, како изгледа едно детенце од вашето искуство кое што е жртва на врсничко насилство? Се повлекува или нема пријателчи? Па знаете што, имавме ние, мислам, имаме многу добар контакт со родителите, за среќа со повеќето, иако имат и родители кои што не го прифаќаат повикот во училиште дека нивното дете, детектираме дека неговото дете е тоа кое што врши насилство врз други деца и тие не со задоволство сето тоа го прифаќаат како момент да може да се разговара и да се надмини таа ситуација. Меѓутоа, на пример, има ситуации каде што родителите сами доаѓаат и ве молиме, видете така и така моето дете така и така се однесува, покажува, знаете, веднаш тие попуштаат со учењето, немаат концентрација. Не можете во една средина од 30, 25-6 деца во едно деление, кога секојдневно ќе се случува, тоа не мора да биде физичко само. Поболно е она кое што е вербалното или па невербалното. Знаете, мали гестови на подсмев со говор на тело кај детето во таа сензитивна возраст. Зборувавме дека најчесто не мора значи дека некого ќе го му упатиш навреда. Или пак еве гледавме од овие фотографии што ги гледаме позади нас, дека буквално ќе биде обколено со повеќе врсници, па те ќе го исмеваат. Имавме во Србија, нели се сеќавате на видеа кои што кружеа од девојчиња кои што буквално физички претепува дечиња. Може да биде, кажавте вие, со поглед, со единствена иронична насмевка, може да биде,
врсничко насилство. Точно така. Знаете, сте кој ден ако го гледате, ви само да му покажете на патиките кои што носи, за кои што можеби сметате дека не се доволно скапи, бидејќи за жал децата денеска нели сметаат дека се што е многу скапо е брендовско и не знам како, дека сите тоа треба да го имаат. Напротив, нели, сите треба да разбереме, децата треба од дома да се учат од најмала возраст, дека тоа не мора да значи за вредност, дека сите деца имаат исти чувства, дека сите деца сакаат да се радуваат, меѓутоа и сите деца ги погодува или знаат да бидат повредени, кое што делува на нивната самодоверба. И ние сме должни како возрастни, тоа ви кажам, имаше родителка една која што нас ни укажа дека нејзиното девојче е многу талентирано да глуми. Меѓутоа од своите нели содругарчиња од одделението било постојано исмејувано. Поради не знам која причина, надворешен изглед, начин можеби на повлеченост, обично тие кои што сакаат тоа да го прават, нели, како насилство бараат такви жртви кои што нема да им се спротивстават. Туку кои се плашат и на таков начин тие можат и да доминираат, нели, така и психологот Преско го окарактеризира, затоа што тие имаат, знаете, чувство на собствена невредност. Надмок. Да. Така ја покажуваат и така надмок. сака да покажат внимание, значи го немаат вниманието од своите најблиски, единственото внимание да го свртат кон себе, барајќи време за себе, е на еден ваков начин каде што ги повредуваат своите другачиња. И кога родителката рече дека нејзиното девојче не сака да доаѓа на училиште, дека се чувства многу тажно и несреќно, дека навистина има проблем да го натера да дојде секој ден на училиште, ние го повикавме на разговор, мислам чисто спонтано, не да биде тоа намерно да се забележи, нели? Ајде да донесе нешто до мене, на пример, некаков си документ, некаква си хартија, некоја тетрадка, не знам што и да е. И јас разговарам со нејзе, знаејќи дека таа глуми, дека оди во некој драмско студио. Почнав да зборувам дека е навистина многу вредна, дека може да помогне. Ја пративме во помалите одделения. Вие не знаете колку тоа девојче го надмина тој комплекс на дека некој нејзе ја смета дека е помалку важна, таа се почувствува вредна бидејќи ние дадовме во она во што таа е најдобра да работи со помалите деца. Значи детекцијата е многу важна и е најважна доколку децата сакаат да зборуваат, ама еве и вие рековте Преска, тие се плашат, не сакаат да зборуваат. Да, еве и самиот психолог Хаџиванова кажа дека срамот и стравот од реакцијата, односно како што ако јас кажам, како ќе изреагира мојот родител, мојот наставник ако му кажам дека тоа и тоа ми се случува, зарем нема насилникот од кога ќе кажам да стане по насилено тоа што до сега бил. Сигурно им се врта низ глава многу прашања. Споменавте за родители кои што, односно дека соработката со родителите и оно што се случува во домот е многу важна. Меѓутоа споменавте дека и некои родители знаат кога ќе ги викнете да им кажете дека нивното дете е покажува такви однесувања, нели? Да, поагресивно врсничко насилство. Прво, претпоставам дека не е лесно да му се каже тоа на родител, а од друга страна како реагираат? Знаат да прифатат родителите и соработка, бидејќи понекогаш е потребна соработка училиште, родител. Апсолутно. Без таа соработка ние не можеме да функционираме. Значи нашата образовна институција, училиштата се места каде што родителите своите најмили ги оставаат во училиште. Тоа подразбира дека нашата грижа и нивната грижа е заедничка. И тука вербата во институцијата дека ние сакаме да помогнеме, треба да им ја влееме на родителите. Како ќе им ја влееме на родителите дека се грижиме за нивните деца, тогаш кога во дадени ситуации ќе забележиме дека некакво однесување не е соодветно и е алармантно, кое што треба нели да бидеме ние тие првите кои што ќе ги повикаме, при повикувањето имате родители кои што веднаш разговараат и дури се благодарни заради нашето укажување. Можеби не приметиле поради нели? Да, тие велат оставите ние простор, ние ќе разговараме, меѓутоа добронамерно го прифаќаат нашата сугестија. Меѓутоа сме имале за жал и ситуации кога родителите не го прифаќаат нашето укажување, предпоставувам за нив е тоа повеќе болен момент, затоа што сметаат дека детето нивно е, нели, најдобро, како што сите ние мислиме, меѓутоа кога децата доаѓаат во училиште и се во група на деца, тие своето однесување малку и го менуваат. Затоа е добро родителите секогаш, знаете, прво да разговараат со децата, она што кажав, она малку време што го имаат, да поставуваат многу добри прашања на своите деца. Значи, со кого најреќе го поминува денот, како му поминал во училиште денот, со кој другарче најреќе се дружи, зошто со тие другарчиња се дружи, дали има некаква навреда од некое друго дете, како тој мисли дека треба да се не, дали тоа почувствува да си ги каже своите емоции, затоа што децата мора да ги кажуваат своите емоции на родителите. Ако тоа не го кажуваат и го кријат и го чуваат во себе, тоа е
нормално штетно по нивната, нели, емоционална состојба, по нивното созревање, кое што потоа се рефлектира на многу негативен начин и вие ако од училиште ви излезе една личност која што нема самодоверба во себе, имате една уништена личност која што не верува во себе, знаете, ги има сите оние симптоми за кои што за жал вие го прикажавте тоа во видеото, кој што не би сакала да помислам, меѓутоа имате многу деца кои што и се само повредуваат, се со единствено барајки спас, затоа што не можат да најдат, нели, доволно внимание од нас возрастните. Споменавме во разговорот кој што го имавме пред, нели, додека го слушавме линкот, меѓутоа споменавте дека во вашето основно училиште, Гоце Делчев, се спроведуваат одредени анкети. Колку се важни тие анкетите и што вас, кога ќе направите статистика од резултатите, нели, на анкетираните ученици, што можеме да забележиме? Знаете, јас многу често јавно зборувам за тоа дека ние нашите ученици, нашите деца многу ретко ги прашуваме во смисол на тоа како и на кој начин нивното време, нивното секојдневие во училиште, што им создава радост, што повеќе ги нервира, што е она што тие би го промениле, како би сакале, како тоа заеднички да придонесеме за да се чувствуваат не само безбедно, туку да се чувствуваат среќно и да имаат едни услови за учење, затоа што само детето кога е спокојно, кога има слобода да може да каже што мисли и така натаму, тоа може и да напредува. Имајќи го во предвид дека навистина и децата тешко сами ќе ви се отворат, нели, затоа што се плашат, значи мора да имате до одлични комуникацијски вештини, тоа нашите наставници треба дополнително континуирано низ позитивни, нели, пристапи да го поттикнуваат и да го развиваат и кај децата, за да може кај детето да се предизвика чувство на доверба дека некој од нас тамо во училиштето навистина води сметка за неговата безбедност и за неговото спокојство. Многу често, имајќи во предвид дека тие не сакаат да зборуваат, ние често пати, мојот педагог често пати прави анкетни прашалници во текот на годината еднаш или два пати. Ако не е тајна, може ли да ни кажете како изгледа што ги прашувате? Знаете како, најчесто, можеби тоа ќе е помош за родителите кои што можеби не знаат како да допрат до детето, нели, затоа што некојаш еве, прво дете не очекувале дека со такво нешто ќе се соочат, како што прашање да му постават на детето, внучето, можеби некој баба, дедо, загрижен, тетка, така? Па, знаете, треба да ги прашаат прво какво е нивното чувство во училиште. Дали се среќни? Дали се среќни во училиште? Ако се среќни, заради што се среќни? Што ги прави толку среќни во училиште? Дали кога тие тоа што ќе го научат, јавно ќе го кажат, дали кога ќе добијат пофалба од наставникот, дали кога со своите другарчиња гледа дека успешно направиле некаков пред, каде што тој се чувствувал дел од таа активност, па успел да каже што е тоа што се барало од него. А особено да зборуваат за негативните емоции. Ние знаете како човечки суштества малце тешко зборуваме за негативните чувства. Тоа генерално го имаме сите како... А тоа се учи од мали нозе. Знаете, ние обично кога сме биле помали, и други биле генерациите, немој да плачеш срамота. Нема случајно да плачеш срамота. Не, мислите ли дека затоа нас ни е тешко себе сега да зборуваме? Да. Знаете зашто е тешко? Ние затоа што емоциите се многу и негативните емоции се многу природни чувства кои што треба да се искажуваат, треба да се препознаваат. Значи, прво детето треба да препознава кои моменти, во кои ситуации тоа се чувствува тажно, изфрустрирано, незадоволно, тажно, луто. Знаете, сите се тоа негативни чувства. Меѓутоа не значи дека не треба да ги покажуваме, него тие мора да ги покажат. Мора да зборуваат и со своите родители, ама родителите да бидат тие да им ги постават тие прашања. Од типот, нели, што е тоа што те направи денеска среќен? Што е тоа што те направи тажно? А зошто те направи тоа тажно? Однесувањето со другачи. Што тоа ти кажа? Што мислиш дека дали ти истото би го кажал? Дали ти би возвратил и би рекол престани? Мене ваквото однесување ме вознемирува. Значи тоа треба исто да биде во една взаемна комуникација. Детето мора да му каже на оној кој што постојано нели го вознемирува. Затоа што, како рековме ние, оној кој што е послаб, кој што нема самодоверба, не знаеме од каква социјална структура домашна доаѓа. Ако тоа дете дома кога разговара, родителот го праша дека дали ти денеска се чувствуваш така, кој тебе ти направи, дали се почувства дека некој нешто те вознемири, значи што треба тој да прави? Родителот треба да каже или да го игнорираш. Значи игнорирањето во смисол не да се игнорира како насилство, па сега ќе го игнорираме, не постои. Не, постои. Меѓутоа детето, девојчето, кој да е, во дадениот момент, во моментот, ако му дадете вие значење дека се плашите,
тој уште повеќе вие уште повеќе ќе станете жртва. На детето тоа треба да му се објасни. Дека доколку тоа покажува уплашеност, дека е страв, дека се плаши да помине покрај оној кој што врши врз него насилство, знаете, тој уште повеќе негово его на оној насилникот уште повеќе ќе се зголема и тој уште повеќе го прави. Ако го вели стоп, застани веќе еднаш, не можам оваквото однесување ми пречи, знаете, малце кога ќе покажете и на куче, ќе му покажете малку повеќе сила. Кој се покаже заби, Да, народски така. кажано. Значи треба да се спротивстави. Сега кога веќе не успевате, задолжително се кажува на родителите. Ако не на родителите, се кажува на некога на кого му се верува. Например, ние во училиштето кај нас педагогот е тој кој што децата имаат прифатено апсолутно како доверлива личност, бидејќи таа мора да комуницира, да им ги знае тајните. И таа навистина е принципиелна и тоа го држи, значи тоа што се работи, тоа не се раскажува што се прави. Така е. Туку детето има стекнато доверба и тие зборуваат отворено. Ме разбирате, со педагогот. И потоа врз основа на тоа што ќе се каже, педагогот проценува дали треба да се соопшти на родителот и кои се понатамошните мерки кои што треба да се превземат. Меѓутоа, мора децата да знаат дека тоа мора да се дека треба да се пријави. Превенцијата настанува само со пријавување. Со молчење тоа ќе се зголемува, ќе се расте, ќе стане некој, знаете, 5 година кога сте во училиште, да разборам од 5 до, ако рачунаме од 6 до 9 оделение, нели велиме обично има повеќе, нели, па и во средно училиште, тоа се долги години на мачнина, на една потиштеност. И оставаат последици, трага, да. една, знаете, на душата нивна има тажна тага. И тогаш ние сме виновни. Возрастните што тоа не сме го препознале. Би прашала и ве споменато беше емпатијата како тоа дека ни недостасува емпатија. Да. Ни недостасува да живееме и да работиме во група. Споменавте проекти, што проекти сте направиле. Колку е важно да го научиме детето првин како родители, а потоа и во училиштето, дека не е само индивидуа, туку дека треба да дели, да чувствува емпатија, Така е. да работи во група, да се дружи и да помогне, да заштити ако некој е во случај нели ако гледа дека има да помогне. Да. Родителите секако дека се најодговорни првично за сето на што нивното дете како поглед на свет и однесување, комуникација. Прво со најблиските, па потоа во оделението со своите деца, мора да го добијат родителите. Значи родителите своите деца мора да ги воспитуваат дека во група, во едно оделение од 30 на деца, па нека си 20 деца, што ретко се, нели, дека треба да разбере дека сите деца растеле во различно окружување, со различен вредносен систем на воспитување, со различни методи на воспитување, со различен тип на родителство, знаете, затоа што некогаш децата кои што се многу агресивни всушност е рефлексија на воспитниот метод кој што го негува родителот. Затоа што јас еднеска прочитав една многу мисла која што вака малце ми ги отвори очите, вели првите насилници всушност се родителите на своите деца. Знаете кои? Оние кои што грешката, нели, грешки, ние така ги викаме грешки, него лекциите низ кои децата поминуваат и се учат што треба да прават, што не треба да прават, родителите немајки други алатки, бидејќи не се доволно едуцирани, не сите доволно се едуцират, бидејќи родителството исто се учи. Не е нешто дадено. Не е стекнато знаење, не е тука е нешто значи што единствено училиште за кое што треба да трае до крајот на животот, бидејќи ние сме родители дека нашите деца се уште возрастни, така? Не и понатаму ќе им бидеме поддршка или ветер. Секогаш ќе бидеш дете за твојот родител. Точно така, и мораме постојано да бидеме во текот на сите оние современи трендови на родителство, што е она што е препорачливо за да изнегувате и воспитате едно, нели, среќно дете. Значи, родителите мора своите деца да ги воспитуваат, јас секогаш го кажам, да, со дисциплина, меѓутоа и со многу љубов. Значи тоа се двете мери, има ред, значи се има правила на однесување кои што мора родителот дома да ги постави. Ако дома не се поставени вистинските правила на однесување, да се знае докаде е границата, денеска за жал на децата се им се дозволува. Во смисло, немате вие граница. Знаете, сакајќи да покажат својата љубов, која што е безгранична, ние сите имаме безгранична љубов на своите деца, меѓутоа мораме да ги поставуваме границите. Кога ќе имаме дома граници, ќе се знае доколку не си ја поспремиш собата или доколку не напишеш домашно, нема да играш со телефонот, нема да можеш да гледаш телевизија или нема да можеш да играш и така натаму. Значи има едни мерки кои што се многу позитивни и кои што треба како последица детето да извлече некаква лекција. Ако се му дозволуваме, потоа кога ќе
кога дојде во училиште истото се случува. Па на 30 деца, ако немаат сите граници, можете да замислите нешто се случува. Значи мора да се учат децата дека и во оделението не постои само тој како дете, туку дека има и други деца кои што се многу различни, затоа што ние не сме сите единствен идентитет на оваа планета, туку колку што има луѓе на планетава, толку сме ние различни, нели, заради нашето воспитување, заради средината во која што растеме, заради обкружувањето, заради културата, заради традицијата, заради сите општествени вредности, ние стануваме такви какви што сме. И ако детето разбере дека и тоа другарчиство може да биде тажно, нели, она емпатија, исто што се учи од дома, а малку повеќе се, зашто емпатијата е чувство кое што се учи низ животот. Не можете вие да бидете безчувствителни за оние што се околу вас. Значи прво, мора да мислам, чека, ако јас не сакам нешто мене да би се направи, значи сигурно и тој другиот нема да сака. Ако децата ги учиме преку игра на емпатија, на пример, и во училиштето тоа исто се учи, на пример со играње на улоги. Ќе се ставам сега во улога на детето кое што е насилник, па ќе се ставам во улогата на детето кое што е жртва. И тоа во рамките на часовите може да се прави. Значи креативноста и на наставниците за да го најдат механизмот како да им се помогне на децата да се отворат, да бидат искрени, да ги кажат своите чувства како се чувствуваат, да можат да споделат и да најдат решение како да се сето тоа надмине, и тоа е многу убаво. И нешто што јас многу често инсистирам кај мене во училиште е, на пример, ако во едно оделение имате многу нетрпеливост меѓу децата. Јас секогаш ја наоѓам вината не само кај нас во училиште, речеме во оделението, туку тоа вие знаете што е еден сигнал дека родителите во тоа оделение не соработуваат и не комуницираат. Сакате да кажете дека и самите родители на тие деца не се во добар однос? Па и не се. Изборуваат се и се што. Ова ме води на она фотографија ќе ја побарам што ја зборуваме и ја зборував мутрово. МГ се родители, таа фотографија каде што буквално самото дете е лика и прилика на родителот. Односно, илустрацијата е направена во насока на она видео за кој што зборуваме, побарала да го видиме и во суштина дали ова е таа слика што може да се генерализира. Во суштина, јазикот на детето е јазикот на родителот. Или пак и тоа дете кој што врши насилство е жртва на насилство, можеби дома ли? Одлична ви е оваа фотографија. Знаете, гледате ги, значи зборовите кои што родителите ги употребуваат дома, детето исто ќе ги каже на училиште. Јас често пати зборувам, родители, внимавајте како зборувате пред вашите деца за нивните наставници и за нивните другарчиња. Особено не и за родителите на нивните другарчиња. Тоа е се кое што ние им ги всадуваме во главчињата на децата и тие стекнуваат едно такво уверување што за нив е вистина. И знаете, тие ќе се борат за вистината која што нивните родители им ја кажале. Да. И сега секој дете се бори за сопствената вист и еве вие нетолеранцијата, нетрпеливоста која што може да излезе од контрола. Би сакала еве да завршиме на крај, да сублимираме. За жал секаде се појавува врсничко насилство, не е нешто што може или можда може да се искори. Тоа не е аларм, знаете што е, ако ескалира врсничкото насилство, тоа е само сигнал за нас возрастните, дека ние негде сме пропуштиле многу. А сме пропуштиле затоа што децата ни се, ако сме на општественото скалило да почнувам да редам, нели што ни е најважно во државата, ќе видиме дека децата ни се на последното скалило. Не водејќи сметка што правиме, што зборуваме, како се однесуваме. Сето тоа децата дури не мора да зборуваме. Доволно е само она што велам, нели, да не следат што правиме и ќе им бидеме таков рол модел на однесување. Ние не мора да зборуваме само како се однесуваме, треба да им биде доволно да побараме од нив да се однесуваат така како што ние бараме. Значи не можам јас да барам од детето да се однесува некако како што јас не се однесувам. Ме разбирате, или еве и наставникот. Ќе рече немојте да употребувате телефони на часови, а самиот наставник ги употребува. Каква е, значи им кршиме на децата во главата, нешто се викаат, не, а уствари они и тие прават. И тука мора да бидеме сите согласни на едно национално ниво. Јас оваа година планирам, сега негдека за месец дена, да направиме еден водич за насилство, каде што задолжително тоа не е, знаете, само сега да се зборува. Ние не треба да зборуваме за насилство само ако имаме, да речеме, во една недела. Да. Не може, него тоа треба да биде континуирано, една тема која што треба да ни биде превенција, доколку нашите деца не сакаат да одат на училиште, се анксиозни, се депресивни, се тажни, им се повраќа,
имаат такви симптоми, вакви симптоми, тоа ни зборува дека ние навистина треба да се свртиме кон децата. А ќе се свртиме ако само ги слушнеме. А ќе ги слушнеме ако ги прашаме. А кога ќе ги прашаме, треба да тоа што од нив ќе го добиеме како одговор, треба некој како да не ќе ги прашувам децата. Да, многу треба да ги прашуваме децата. Па не земете вие се, земете 50%, тоа ќе ви биде доволен патоказ што и каде ние сме пропуштили, што све треба да направиме заедно со нив, затоа што само на таков начин може да им помогнеме, инаку не може да им помогнеме. Убаво ова кажано, дали можеме уште еднаш да сублимираме советот од вашето долгогодишно искуство, ете во кратки црти и за претпоставам и за родителите и сите оние кои што не гледаат, што е она што клучно што треба да го знаеме? Значи, родителите квалитетно време со своите деца. Децата кога се такви бараат и бараат помош и апел за внимание и за љубов највеќе, ние се можеме да правиме. Ако на децата не им покажеме љубов и внимание, знаете, тоа децата ќе станат навистина и насилници, ќе бидат деликвентни во однесувањето и одговорноста е апсолутно наша. Ние мора да ги канализираме и енергијата со позитивна комуникација, со позитивни примери, со позитивни чувства, со примери на добри и успешни деца, како и на кој начин се станува. Родителите кои што се исто успешни, ги повикуваме во училиште и ние тоа го правиме постојано. Минатата недела пред 2 недели имавме родители кои што ние постојано ги канеме да доаѓаат дел од својата професионалност да ја споделат со нашите ученици. Имаше родител кој што зборуваше за врсничко насилство. Знаете, свеста ако ја подкренеме на повисоко ниво на сите нас, да не ни биде се едно па да мислиме па што голема работа го навредил. Не, тоа значи многу. Една навреда мала за децата може да значи многу, непреспиени ноќи, повраќања, болки, така натаму, кои што навистина го травматизираат и станува дете кое што, не знам, после кое време ќе имаме насилници во општеството. Знаете, нас не ни треба такви. Доволно сме ние возрастните такви да истото го направиме со нашите деца. Јас апелирам на вистина родителите, јас разбирам дека сите не имаме и немаме многу време, меѓутоа нека биде и 15 минути, ама да биде квалитетно, со убав разговор, со убави прашања, со конструктивни прашања, со бирање на зборови кога се разговара, внимавајќи на авторитетот, не само на наставниците на училиштето, внимавајќи на авторитетот и на достоинството на нивните содругарчиња, кои што се во делението. На таков начин можеме сите многу да придонесеме, не само како проектна активност. Јас гледам има многу невладини кои што правеле брошури, тие се многу корисни, може да се користат за образование. Мислам дека имаме толку многу нешто што можеме да земеме, ама не умееме да си го земеме. Ме разбирате, не умееме да ги применуваме тугите искуства, особено лошите. Јас ви посакувам многу успех во оваа иницијатива која што имате и се надевам дека, како што кажавте, ќе стане национална стратегија, бидејќи мора да имаме. Да. Знаеме често да кажеме дека децата се наша иднина, меѓутоа убаво кажавте, децата си огледало на возрастните, ако ние не успееме да направиме добра генерација на деца кои што ги оставаме, нели, да учат други деца, тогаш сме направиле голем пропуст во нашиот живот. Значи, совеста на сите нас, граѓаните на Република Македонија, мора да ни биде јасно дека децата треба да ни бидат најголемиот приоритет. Да водиме сметка што зборуваме јавно, што прикажуваме јавно, јазикот на кој што се комуницира, затоа што јас велам не дај Боже детето да се игра, а ние возрастните на телевизија зборуваме се и се што, тогаш тоа само упива. И каде сакате тогаш да ја покаже својата агресија, ќе покаже таму каде што делува на улица или во училиште. Ви благодарам уштинаш за гостувањето, секогаш е пријатно да се разговара со вас за и овие непријатни теми, меѓутоа мораме да ги отвараме, теми, да, и треба да се разговара, не треба да се игнорира, особено не во случаи кога да превенираме, да не дојде во Македонија да излезе некој вакво слично видео, као што за жал двете се согласивме дека не ни можевме да го догледаме до крај. Уштинаш благодарам. Јас многу ви благодарам што отварате вакви теми и секогаш би било добро сите ние што работиме во образование, секој од својот аспект да сподели јавно за нешто што смета дека ќе биде општествена корисност.